како сега, така и години назад. За човекот кој културно го издигнува нашиот град и со макотрпна работа причинува задоволство, смеа или пак солзи на многу генерации сдружени. Јас како поранешен учесник во драмско студио Миладин, гледајќи на тој аспект, морам да напоменам и да се заблагодарам за неговиот удел во нас, поранешните, сегашните, а може би и аматерски глумци, што ни помогна да се изградиме како индивидуи, да ја подобриме експресијата во комуницирањето, дикцијата, искажувањето емоции, да бидеме креативни и душевљубиви, а воедно дисциплинирани. Сето тоа произлегуваше спонтано, кога пред нас гледавме човек за пример, како татко, дедо, пријател и верник. Неговото активно учество во над 150 драми, како режисер или глумец или двете, во и надвор од Македонија, оваа година го слави својот 50 годишен юбилеј. Овој човек пред 10 години го оформи драмското студио Миладин, што исто така го слави својот юбилеј. Благодарност до сите негови соработници, фамилијата и Центарот за култура браќа Миладиновци. Тој всушност и не знае за моето денешно излагање, но бидејќи не го вестува за крајот на неговите драмски активности, сватив дека наше е да му дадеме кураж и да му посакаме здравје пред се за понатамошна работа. Еден голем аплауз за човекот со 100 лица Ристе Миладин. Да видите во своје лице денеска ни се представи. Уживајте. Каде си, Злата ми? Елена, каде си? Водаја, кај децата се така. Да ги викнам
samo prašat. Unučinjeta moji. Deda si mi ostala da go vidim. Se plaša srebrene. Georgina, donesi malko voda. Evo, pak temperatura tamo se pokačuje. Može ki ti bide podobno ako malko zaspiješ na to. Potreban ti je son. Koliko mi je bubov ovak. Znao. Srebrene. Voda. Pašte vije bajcana pokraj mene. Tuka sam. Da ne se umorite li, da stojite noć. Nad njim. A kada se zlatan je. Tuka se tako. Tuka. Noćinjeta moji. Čakam da gi vidim. Neka gi donese da gi vidim. Ajde, udam tako, kim pričam. Odi reći im neka gi donese da gi vidim. Treba mi, sinko. Voda. Teško mi je, sinko. Teško je, Može može. ga kažem tako, jeste tuka, ne si sam. Nema da se staviti, nema da se. Ne su brisila sam. Ne su. Ti i Elena ste postojano pokraj mene. Dobro me gledate. Blagodarim su mi. Gledam si ko star sam. Bolen su. Napostela su. Majka ti Bog da je prosti. Ako već je živa, će me od mene še malo. A vi je hvajca. Sredina si iznamačka. Non stop pokraj mene. Da ne je 7 den ili 2. Cela godina pomina. A vi je postojano pokraj mene. Ама не зборувај така така. Да ние сте твои деца. Kako? Deca pa spija. Se plašam. Si spijat vnučinjata moji. I včera. I daneska spijat. Mislim, deka nije opasno. Ako gi vidimo dalje, ene od navratana, na primjer. Teško mi je, deca. Čustvo neka sam pokradni svoga života. Sednete. Ne se umorite li da stojite pokraj mene veze. Sto pati, Gospod, da vi vratiš od dobro. Не зборувај така така. Те молам. Sinko srebreni. Ne bi zborovao taka, ako može jedan starec do 80 godina da žive ušte toliko. Ne bi zborovao, sinko. No što ne može, sedno mi je, sinko, danes ili utre će dojde na moj kraj. Нема така. Slušaj, sinko. Kako tatko te molam, pojdi i vidi go advokata. Адвокатот. Што ти адвокатот татко? Slušaj me, sinko, srebrene. Ti mi беше najposlušan. I сега nema da mi se sprotistavljaš. Gledaš deka sam star, napostila sam. Nema koje ti se posili. Zato ti se molim, odi i donesi go advokatom ovdje. Добро. Ево. Каде отиде на Сребрен? Tako da pušti. Da ga vikne nam. Nedavno
Синко Златане, дека крајот се наближува. А зашто не дојде побрзо? Па го прати Да? братът Истребреме да го викне адвокатът. Адвокатот, да не си намислил да правиш тестаментате, а? Намислив, синко, намислив. Убаво. Нели треба на двајцата имото да ви го раздадам? Да, треба. А сигурно имаш одлучено и колку да му раздаде, така? Само да те подсетам, тате. Ја имам 2 деца, постар сум и повеќе имам работано. А Сребрен нема ништо, тој нема ни деца. Доста, Златане. И нив ќе им даде Господ. Се уште се млад. Досега не им дал, да отсега ми те Доста, реков! О, и на последниот сат од мојот живот ме разалостуваш. Знам јас. Ти повеќе го сакаш Сребрена од мене. Доста, реков! Јас повеќе сум работал и постар ти. Ти реков да престанеш. Тоа е моја работа. О, а не твоја. Си имам деца, вели синко. Мои внуци, кои досега не сум ги видел, затоа што било опасно, се плашеле. А за поголем дел од имањето, за поголем дел од парите, имаш деца, синко Златане, не постапи со мене добро, синко, туку Господ да ти суди. А од кого се плашат? Од кого знао се плашат? Па тие не ме имат видено и како ќе се плашат. Не сум мали се, како да ти објаснам? Добро, синко Златане, да ја оставиме таа работа. Ќе ја разбереш ти маката моја, синко, кога ќе остариш. Јоргина, дај му малку вода. Сребрен се загалжа. Ако не беа Сребрен и Георгина, досега Боже ми не ќе бев жив. Признај, синко, и не љути се. Така значи, а? Ако не беа само Сребрен и Георгина. Добро, и ти, со енема твоја, доаѓа, благодарен сум. Но како е, знаеш, синко, стар и болен татко, некако накриво ме погледувавте. Еве тука, говорете деда. Добар ден. Добар ден, дај, дојди тука, дај. Добар ден. Добар ден. Добар ден, господине Димо. Добар ден. Добар ден. Покајте се седнете. Па, што има, господа? Што ве повикавте? Ве повикав, господи адвокат, тука денес, еве, тука се и моите синови Златан и Сребрен. Во мојот живот работев, се трудев, печав, може, не силен, но не може така добре, господи адвокат. Еве и се разболев. Готово, на постела сум. Со злато се купува, само живот не, господи адвокат. Тој ни е од Бога. Старост, господине Димо, таа е неизбежна на секого. Туку добро си наумил. Гледам ти доживеал женитби, а може би и внуци. О, затоа, реши. Доста се плескаш да реши. Ај реши едно. Господине, ви се молам молчете. Добро, ајде. Таков е, господи адвокат, нестрпелив од малече. Се сака на барзи. Да, гледам. Добро, вие продолжете, старче. Господи адвокат, тука од масата има 2 чекмеџиња и 1 папка. Отворете го сега. Ете тоа чекмеџиње. Таму има
златници, 2 златни прстена и 1 златен сат. Колко злато! Господине, стойте понастрани и оттам гледате. Ајде. Добро, ама. Се е бројано и проверено. Проверено е така. Да, секако, секако. Друго срче? Ве молам, отворете го сега и второто четење. Ова? Да, да. Добро. Таму се, господи адвокат, банкноти од 100 и 500 евра. Се насе 150.000 евра. Да, точно. Слободно вие проверете. Да, точно. Ве молам сега, отворете и папката. Добро. Тука се харти од вредност од акционерски друштва со кој работа висина од 200.000 евра. Има, господи адвокат, една осигурителна меница на 100.000 евра редовно. Да, точно. Друго? Уште малку труд, ќе ве молам, господи адвокат. Секако. Отворете јоката тука на масата. Ова? Да, Добро. тука се парите на рака што беа. Пари со кои работа. Кога легнав болен, ги оставив 20.000 евра. Колку се сега, не знам. Сега се 2000 евра. 2.000. А беа 20.000 евра. Беа. Сега не се. Господине, ве замолив да молчете. Друго срче? Со чиста совест ќе живеам уште малку деца. Сето ова, Господјо, сум го спечел за моја 60 годишни живот. Кога умрем, татко ми остави многу малку. Добро, старче. А долгови? Имате некаде долгови? Додека легнав јас болен, но тога нема. А децата треба да знаат за тоа. Немаме и сега. Златане, ти да не знаеш некому да му вози. Мислам не. Помисли подобро. Ето да се мисля сега. Не, нема. Добро. Откога ќе умрам, ќе ја разделите и куќа. Во неа се бегува од 2 страни. Да, точно. Не сакам деца мои да се лутите еден на друг. Мислам дека доволно ќе ви остави. Татко. Ајде, среде, не прави се дете. А татко си ја знае работата. Ќе не разпреми и онека како што треба. Према возраста, Многу брза, Златане. Многу брза. Господине, замолчете и бидете трпени. Не искажувајте си го сребролюбието пред туѓево, бидејќи алчноста за пари може да води кон лош крај. Се изморив. Се изморив. Пак почна да ме боли. А ти си така добра. Тебе никогаш не ти беше мака да бидеш покрајте. Да те му награди Господ 100 пати повеќе. Да те зарадува со рожба. Само слеза ми е слабата. Любете се, деца. И Господ ќе ви помогне. Златане,
Zlatane, Molam. čuvaj si ti dецата, синко. Dobro. Внучињата мои, тие ќе го продолжат нашиот род. Да, тие. Само, синко, имаме една молба до тебе. Ајде, слушай. Немој да пиеш, синко. Пијанството е лоша работа. Господине, прво носите се готови. Од што се состои вашиот тестамент? Целиот имот, сите пари, сите харти од вредност, се на половина. Се на половина. Господи адвокат, ќе ме замолам уште малку. Секако. Од целата сума на пари ќе одвоите 20.000 евра. Зошто да ги Господине, ви се молам, слушајте. И тие ќе ги ставите на штедна книжка на децата од злата. За секој дете 10.000 евра. Толку. Толку, Само 20.000 евра. Господине, ви се молам да молчете. Вода. Дайте ми малку вода. Време? Деца, седете близко до мене. Златане, дојди и ти со Елена. Седи, Златане. Реков поблиску, не е таму. Добро е и овде да слушаме, ајде. Деца, не сакам да се лутите еден на друг. Од вас зависи колку ќе го зголемите напред ваш. И запомнете, никогаш не напуштајте го Бога. А ова што го правам за да умрам спокоен, да знам кому, што и колку сум оставил. Господине, се е готово. Останува само да го пишете. Да, Господи. Ќе потпишем, Господи адвокат. Но ме молам, прочитајте ми напис. Денес, на ден, Господи адвокат, не целиот текст, само главно. го оставам наследството на двајцата ми синови, во пари, движен и недвижен имот подеднакво. Напоменувам, 20.000 евра да се одвојат за двете деца од Златана, по 10.000 за секое дете. Дайте ми да подпишем. Добро, И ти ова го нарекуваш добро. Само 20.000 повеќе и тоа за децата. Запомни дека правиш неправда према нас двајца. Неправда! Господине, Тоа е. принудена сум да ми направам последни забелешки. Ова правиш така. Ви се молам, не заминувајте додека не ја завршам цела работа. Не насипни! Неблагодарни! Да бидеш татко и тешко, да го исполниш до крај. Свој татко Бог, вака, достоинствено и похвално, како овој старец. Честно. Прости му, Господи! Прости, Златане! Златане! Абе, тој умире. Господи! Прости му, Господи!
Само 20.000 евра за децата. А добро, ако ми се родат уште деца, тогаш... Не, той трябваше мене повеќе да ми даде. А зошто на Сребре да не знам? Тој нема ни деца, нема ни куće, знаете? Неправда се направи према нас двајца. Како кукавици кукаат во одајана. Наднив Господ нема да се смилува никогаш. 380.000 евра и тоа на двајцата подедна. Златане, кажи ми колку години има откако сме земени? Колку години двајцата робуваме? 5 цели години, Елено. И увршиш војна работа. А Сребрен? Што Сребрен? Сребрен не знам и дали една година. И повторно на двајцата подедна. Златане, ти си крив за ова. Јас сум крив. Зошто јас да бидам крив? Jer јас го искажам своето незадоволство. Не тоа, ти требаше. Да, требаше. Ако требаше, што не каже што требаше. Дори војдуваше тој толку време. Ти требаше да земеш од париме што беа отворено. Молчи, Петербургна. Јас тоа го направи, па назедов малце. Само 10.000. Виде, имаш толку многу. Но не може повеќе, ти знаеш дека мојот постојано лежеше тука, а Сребрен и Георгина се врте околу него. Да можеше. Да можеше. Но, Елено, а сега и тие ни се добре дојдени. Сега имаме 380.000 евра. Ама Златане, без 20.000 запомни тие со децана. Добро, без 20.000. Да беа барем 500, Да беа. 500, знаеш дека и тоа ќе биде? Биде, како Златане, како ќе биде тоа? Некој како да тоа. Прве Златане, тетата се разбудија. Плачат. Така што нека плачат, сигурно овде ние нема да ги слушниме. Но сакаш само да ви кажам. Си реков. Да, си рече да послушнам нешто што разговараат овие. Господа брани, ниту сум помислила на такво нешто. Не знам каква си ти. Господи, какви луѓе се направиле. Елено, молам, не сакам денес да се караме. Утре се навршуваат 40 денови од смртта на татко. Утре се навршували 40 денови. Боже, каква светлица си ти направена. Сум ти сторила, Елено. Брате, во што сум погрешила? На бедет на кој не одговара. Господи, помогни им. Колку лоши луѓе се направиле. Лоши, а? Добро главата што не ти ја столчивме. Златане, слушај, морам јас да смислам некаков план против оваа проклетничка, затоа што Добро, ајде смисли, што чекаш таа? Што? Сребрен. Легова внутрина на одера. И сега што? Не слушај. Да ја ставим наврата да го наслушнам нешто. Добро. Да можам после подобро да го скројам парот. Оскито, браво, многу добро ќе направиш. Ајде, оди. Златане! Молам! Одам јас да ги видам дечињана. Оди, Елено, оди! Ете така. Сега Елена ќе скрои некако. Елена ќе скрои. А јас? Што треба јас да правам? Да седам со скршкојни раки, а? Не. И јас треба да смислам некако план. Тогаш ќе видиме кој е Сребрен, а кој Златан. И кој за колку заслужува. Раскузнам јас оваа фамилија. Старо Маро, убаво направи. На двајцата подеднакво, а? Но, да почнем да размислуваме. Ака сега. Ние имаме 380.000 евра. И неговите 380.000 евра, тоа е вкупно 760.000 евра. И 20.000 евра од децата, 780.000 евра. Какво богатство! Тоа е близу 1.000.000. А за 1.000.000, за
за милион човек ми Što reče Zlatane? Би убил? А то значи убийство. То значи братоубийство, Златане. А що? А що ако е братоубийство? Ако беше той брат, трябваше да рече, аз съм по-мал, за по-малко заслуживам. Така трябваше да рече, а не... Зато ке го уби. Čekaj, Zlatane, čekaj. Kažува дека Бог постои. А Бог ќе ти се налути. Зошто да ми се налути? Нели Бог е добар, човеколюбив, милозлив, дарешлив, да? И тој знае дека јас сум онеправдан и затоа ќе ми дозволи да го уб. Čekaj, Zlatane. Če го убиеш, ама тогаш веднаш ќе дојде полиција, па ќе има обвинители, ќе има судови, ќе има затвор. И што? Што ако има обвинители, судови и затвор? Па нели јас тогаш ќе бидам богат, ќе имам многу пари и тогаш ќе имам на адвокатите. Еве, 40.000 евра, еве, 40.000 евра, еве. Па нели јас тогаш ќе имам многу пари. Златане, има уште еден проблем. Да, а тоа е Георгина. После неговата смрт, таа ќе ги наследи сите пари. Како таа да ги наследи? Тие се мои пари, само мене ми припаѓаат. Затоа и нејзе ќе ја убијам. Ете вака, една вечер, кога ќе го убијам него, ќе појдам, они се слога. Полека, ќе ја отворам вратата, таа ќе спие, а јас, полека, ќе ми застанам надни си, и готово ќе убијам него и после пак јас ќе бидам прав, затоа што ќе кажувам дека тоа го направив во пијана состојба, дека тоа го направив во самоодбрана, ќе кажувам, да, многу нешта ќе кажувам, ќе се заколнам и во децата, ако треба ќе се заколнам и тоа 100 пати. Како 100 пати? 1000 пати ќе се заколнам. Па затоа што ќе спечелам многу пари, да, многу пари ќе спечелам. Златане, Што? спечелиш, што си вака исподен како да си бил на орање. Не, ништо, јас така малку размислував погласно за белото средрина, како да го имам. Белото брати. Да. Како Златане, како ќе го имаме? Јас веќе смислив план. Смислија? Да. Кажи нешто план. Ќе го убијам. Што? Ќе го убијам и него и нејзе. Ќе ги убиеш? Да. И него и нејзе? Да, така ќе ги убијам и тоа така како ни. Златане, да ги убиеш двајцата и тоа така како ништо. Како зошто? Ти забрзо забораваш, Елено. Зошто така? Забарите, Елено. Знаеш, со неговиот дел и нашиот дел купно преминува преку 1.000.000 евра. Па тогаш, Елено, ќе бидеме богати. Ќе имаме се. Ајде, кажи дали ти се допаѓа мој план? Како да не ми се допаѓа? Имаш толку многу пари, замисли. Ете така. Што? Ќе биди смилен. Добар ден. Добар ден. Дојдов, брате, до кајте. Од кога пак ти кај мене и тоа вака за прв пат? Никогаш не сум сакал да бидам во лоши односи со комшиите, а не пак со братни. Како
žalostno veliš, a? Srebrene. A da li ima по-големо разжалостување од ова? Да го земеш половина од имотот? Тогаш како на поволем, на Златан припаѓаше повеќе. Слушаш, татко, Бог да го прости. Од ова хубаво, не може да го ради. Инаку не би било можно да даде. Не, сигурно дека не би било можно. Но ти, Сребрене, добро знаеш дека јас сум постар од тебе. Повеќе сум работел, повеќе сум допринесувал, за да се зборе дека... Татане, дури посети и поспешни нема. Ти треба да се радуваш, што си посреќен од мене. Зошто? Зошто да се радувам? Затоа што сум неправдани, а? Не гледа кој посреќа. Ама не зборувај така. А зарем, не е најголема среќа да имаш деца. А човек за таква среќа ви дал сена се. Ете јас да имам таа среќа. Сум намислил да си најдам и да си поставам едно дете. Да си поставам Да дете. посвоиш дете. Чекај, како мислиш ти да посвоиш туѓо дете, така? Види, брате Сребрене, јас мислам дека ти си се уште млад и не треба да очајуваш за тие работи. Ако Господ не ве има забравен, си мислам, не е лошо и тоа добро да го направи. Не е, Желки нас Бог ќе ни израдува со наша воля. И после тебе да ми истории ќе ги наследи сите... Ако немам своји деца, се раши, нему ќе му остане се. Имот кој е добиен на незаконит начин, да му останело на туѓо дете. Елино, го слушнаш што речеш? Не го слушам. Целиот негов имот по неговата смрт ќе му го оставил на неговиот натамошен посвоен син. Значи, затоа ти се врткаше околу татета како цицајче, за да му го земеш половина од имотот, а? Расипан. Расипан. Затај, за се риба зборка се. Стефано, од овој момент не сакам повеќе гласот да ти го слушнам и не сум повеќе твој брат. Добро, според тебе, Златане, татко, не го раздели своето имање праведно? Не, се разбира дека не. Тогаш го имаше законско право да располага со целиот дел имот. Дали тој сам си го имаше печатено? Сам. Добро, види, на вистина ти си помогна. Но ние не сме од царска фамилија, па ти да бидеш престола наследник. Па дори да е така, дали тебе татко ти даде повеќе да и деца? Повеќе. Една мизерна сума од 20.000 евра. Ако си ти толку голем сребролюбец, брате, како што ми изгледаш, а да не остане мојот имот на некој туѓо дете. Се си мислам, брате Златане, да те прашам и да ти дадам еден предлог. Дали ти би се согласил да ми дадеш едно од твоите деца? Што? Јас да го посвојам. Златане, го слушаш? Овој човек наше дете да посвои. Златане. Како рече, ти да посвоиш наше дете? Зошто? Зошто? За кои му крадени пари, а? Изгледувај нагорината да знаеш сега самите што ти ги скажам. Стерај го овој човек, Златане, не сакам повеќе да стапну и оде. Без Изгледувај, Добро, Сио, се надевам дека кога тоа ќе ви Ти ќе ни припрева. никогаш што ми смегувај нагорината сега. Говори, садим се може до толку да биде безобразен. Ова магаре си ја пашујата. Златане, што не го пречува. И тоа ќе го направам. Ама дај, од ова прилика, убава ти имаш. Уште еднаш, ако ми падне в раце, јас ќе дам тоа. Така зборуваш, а ги испушташ сите моменти. Јас ги испуштам, Ти, да не мислиш ја, Златане, Кога? немаш кураж ни за 2 пари. Кој нема кураж? Ја Ти немам. бил некако Ајде. маш. Ти, Гледај долу. Го гледа Сребрена. Да. Шета сам по улици како кукајца, вели га. Златане, Што? од овој момент сега подгоден нема да имаш. Мислиш? Верувај, Златане, се што го испланира сега. Добро. Сега, Златане, Добро, сега. добро. Значи сега, сега ќе види тој. А, и ти ќе видиш дали можам или не можам. Го уби се. Земено,
Сите пари ќе бидат. Ама не. Реков и Георгина треба сега. И Георгина. Ти пари го ќе долови, баш одем на чувака, како јас не играм Ти, и сега е напор. Ти, погледни го своето дело. Ама... Зошто го направи ова? Зошто му го одзеде животот на твојот брат? Гледай ги напред горе! Тихева, мама, господине. Јас треба да објаснам затоа што јас иначе планирав, не така? Нема мене што да ме објасни. Те ќе објасни по политичка тајнта. Тргнувај пред мене. Зорен ти, брат. Горе и сегувај нагоре и овде ќе те убија. Зошто ми го направи? Сегувај нагоре!
Ти се молам, тргни ова зло од нашава куќа. Богатството не е вредно за еден живот човечки, за сребрен мој. Не знам како да ѝ помогнам на Елена. Не можам да ги гледам како живеат во мизерија. Знам, Сребрене, знам дека и ти би сакал да им помогнеш. И знам дека сега пред Бога бараш прошка за твојот брат. Но јас не знам како. Прости ми, Сребрене. Не знам како ќе се сретнам со него. Не знам како ќе го погледнам во очи. Убиетот на својот брат. На мажот мој. Но ќе морам. Оти уште малку и ќе си дојде. 15 години од тој страшен ден. А како вчера да било. Споменот е многу свеж. Само кога ќе си помислам, трпки ми ода по снагава. Човек се освестувал само кога живее во мизерија. А јас сум крива за општото наше зло. Барем ми остана тикава. Сполајмо на Бога. Имаме барем каде да се подзаскриеме. Ти благодарам, Господи, што ми покрај се. Пак си милостив. Ти мислиш на нас. И покајанието е малко. Убаво што Господ ми го остави Славчо. Зашто ако и него го нема, како и првото, што ќе правим сама во овој куќа? Ти благодарам, Господи, ти благодарам. Газдарице! Газдарице! Ох, светата постојано вака се измачува. Газдарице! 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 Ти ли си Кирајовке? Кажи што треба. Па не ли сакаше да излегуваш, да купиш нешто? Па ева јас излегувам. Јас заборавив на тоа. Но еве, јас ќе излезам со тебе. Во ред, јас напор ќе те причекам. Добар ден, мамо. Детко Кирајовке. Во ред, Славчо. Јас и мајка ти излегувавме да подариме нешто. Одете вие слободно. Довидување. Довидување, Кирајовке. Многу рано си дојде, синко. Да, мамо. Па, прекратихме со работата, ни платили за цел месец. А ти, каде? Излегуваш? Излегувам, Славчо. Да. Треба да пари. Има мало, Славчо. Како дај ми уште нешто. Ако најдам нешто поевтино, ќе купам. Добро. Славчо, други ве пари, остави ги овде. Не заборавај од оваа плата да се сошиеш по новој. Нема да заборавам. Славчо, иако не излегуваш сега брзо, земи нешто прочитай си. Ама, добро ден, мамо, немој да се секираш. Хајде, Славчо. Секако немам што да правам. Ќе земам јас да прочитам. Мојот тато не го познавам, а сигурно е многу изменет. Не се малку 15 години и тоа во затвор. Да не видиш слободни луѓе, чист воздух, сонце. Татко, страшно злосторство си направил. Злосторство против брата си и фамилијата своја. Ако не го имаше тоа направил, сега
Сега ќе ме учили во гимназијата. Ајде, доста со размислувања. Јас треба да земам да прочитам. Не можам да се приберам. Предчувствата ми ја труја душава. Да, предчувствувам дека денеска нешто страшно ќе се случи со мене. Ајде, глупости. Како тоа да се случи нешто со мене? Поверојатно затоа што не ми се чита. Да, има време, до септември ќе се подготвам. Да го видам и да ме види сакам. Да го видам што тоа, може ќе ни биде подобро со него, може пак да ни тргне добро. Славчо, ако беше ти късметлија, немаше да се случи ова со тебе. Стринка си доаѓа. Нека сметли сиромачката. Ќе плаче, кога ќе го види уфиецот на мажа си слободен. Туку со мајка ми таа не зборувала, само со мене. Славчо, тука ли си? Тука сум, Стринке. Ајде, влези. Сакаш да влези? Да, ајде, Стринке. Ајде, влези. Немој така на врата. Ќе влезам, ама мајка ти. Ајде, нема. Ајде, влези. Ти пак скучал. Не измачувај се многу. Кориштините се големи. Одмарай се понабрзо и наводнувај главата со студена вода. Така е, Стринке. Ама денеска некако да не ми се чита. Туку, Стринке, јас предчувствувам дека денеска нешто страшно ќе се случи со мене. Ништо нема да се случи. Само си малку уморен. Стринке, сакам нешто да ти кажам, туку... Кажи, Славчо, кажи. Ама незгодно ми е, Стринке. Мислам дека јас сум крив за тоа што се случило. Не измачувај се, Славчо. Тоа беше навистина многу страшно. Но зошто пак ти да си крив? Ти беше само бебе во пелени. Ама не ли сум негов син? Да, си негов син. Само некој имаш неговиот карактер. Ти, Славчо, ти многу ми личиш на стрипот и Сребрена. Прости ми, Стринке, јас ти чепкам во раните на твоето срце, ама ако тоа не се случеше, јас крив е татко ми, 100 пати покрив, затоа што последни 2 живота. Абре, каков човек ќе бидам јас? Ќе лутам од врата на врата, ќе чукам и ќе бъдам навода за едно парче леп. Не секирај се, Славчо. Ке се среди и за тебе. Ке ти помогнам јас. Ти си се уште млад. Млад сум, Стринке, ама годините си минуваат. Сега требаше да сум учени во 6-ти клас. Кога ќе дојде некогаш, ќе го плукам право во очи. Затоа што тој со таа негова непромислена грешка го фрли во живот кал. Злостолик. Не зборувај така, Славчо. Сепак тој ти е татко. Да не беше дедо. Бог да го душе просто. Сега, сигурно, ова да млечино завршено со животот мој. Ударените, 10.000 одника. А и верата во Бога ме одржуваат. А уште и вера ми даваат, дека јас можам да се подкрепам како човек меѓу луѓето. Славчо, ајде да прошетаме малку, да не дојде мајка ти. Добро, Стринке. Ајде ми зета.
Никой nema da me prečeka osvem Tebe, Gospodi. Gospodi, ova je moja prva sretna s Tebe. Od ona što v zatvoru samo su misla Te povekla. Znam, Gospodi, дека sam nedostojen da Ti se obratam Tebe. Iako sam delo na Tvojite race, sepak ne postavljam spored zapovedite Tvoji, tuku spored lupavото bezumije moje. Gospodi Вседържителю, čineći bezbroj golemi zlodela, sekam, Gospodi, no ne znam da li samo to pokajanije je dovoljno da me opravda mene pred Tebe. Gospodi Vседържителю, Ti gledaš, ništa osvem telото nemam, a se ostavim bez polza. Nema mesto vo mene ni za milost. Zato i ne možem da gi izgovoram zborovite. Pomiluj me, Bože. Bijeki, ne sam dostojen za Tvoja ta milost, a ne sam dostojen ni za ovoj život. Neka vide, Gospodi, sve spored Tvoja ta sveta volja. A ja mnogo ljubav ja dotera pravota. Mnogo ljubav ja dotera pravota. Седна на стол. Сигурно има някаква потреба. Да го праша бясно, що можем да му помогна. Чичко питач. Ти, Srcevo mi kažuva, дека ti si mali od Slavču, дека ti si moj od sin. Татко? Da. Ти? Da. Ти си благословен, татко, така ли? Славчо. Se isplaši, izbjega. Ete, kak je begaat site od mene. Se isplaši moje to lično Elenče. Ima pravo, strašene ubijeco. Volk sum jaz, ubijec, brato ubijec. Gospodi, Gospodi, no kaži mi, da li je možno samo što pokajanje da gi opravdam site svojih nedela što gi napravim. Što napravim ja? Što napravim ja? Zlatane, ti si Zlatane. Elena? Zlatane, živ si i zdrav. Elena! O, Gospodi, cijela večnost veže. Мамо, Elena! što znači sve ovo? Zlatane, ova
е нашиот син, Славчо, а другото Златане, другото Бог да го прости. О, не. Дойди, Славчо, дойди. Вакни му рака на татко ти, нито ти, нито той те позна. Прости ми, море дете, прости ми. Доста цени, треба да се радуваме сега. Да се радуваме вече, Елено. Да, навистина, животът е пред нас. Но, Славчо, кажи ми ти, како си, што работиш? Работам во една фабрика за автомобили. Работник? Да. А училището? Не може, Златане, немам повеќе средства. Аз сега се подготвям за изпити, како приватен ученик. Да, и работа и учење. Да ни ти оставува време, Славчо. И гледај, не заморувај се Ама, многу. јас сакам со учењето да го искористам дедовиот поглед. Да, знам, сакаш да студираш. Да. А до тога ќе завршам како приватен ученик. Сигурно, штом сега и јас на свобода. Така, да си жив, да. Славчо, ходи да ми си вода, татко ти сигурно шеден. Да ја симам стомната и чоловка. Златане, много е трудолюбив. Благодарение на него, низ последниве 3 години горе-долу добро сме. Имаме и пирачивка. Си плаќа редовно утрата. Да. А ете така, крај со крај сврзуваме некако. Да. Така значи, Елено. Сега се од почеток. Добро вас Господ ве научи да го цените оне што го имате. Хајде, Златане, минатото измина. Хајде ти седи и одмори се. Пак не те прашав, Златане, да си гладен. Не сум гладен, Елено. Каснав нешто што да доаѓа, пак и од радост не ми се јаде. Хајде, се повторно ке си поднаместиме. Само здравје да имаме, Златане. Господ ке ни помогне во се. Да. Можеш, Златане, некој дучанче да отвориш. Или нешто друго. Животот е пред нас. Да. Треба напорно да работиме. И Славчо ке ни помага. А и ние кон него имаме опаска, Златане. Точно. Мора да мислиме за него. Да, така е, Елено. Сега ние двајца треба најповеќе да мислиме за Славчо. Много си измачи сиротото. Хајде ти, Златане, седни, одмори се, а јас ќе одам да ти подготвам нешто за јадење. Оди, Елено. Колку ми се радува и така да ми угодат. Славчо, сине мој, ти не знаеш каква грудка имам во срцево. Знам, ти ќе живееш, ќе работиш, имаш чистота и верба во својата душа. А јас ќе излезам надвор, сите ќе ми се смеат, и зад мене, и пред мене. Јас ќе гледам, ќе слушам, а ништо не ќе можам да направам. Но, да побараме некој излез од оваа состојба. Да, може да се преселиме во некое друго место, каде што се разбира, не ме познава никој. Ќе треба да ја продадеме и куќава. Да ја продадеме куќава. Кој ќе ја купи? Не. Ниту едното, ниту
ниту другото може да... Георгина, црно облечена, како сенка помина Георгина. Таа е најнесреќната жртва од моето глупаво постапување. Јас направив таа. Што? Кој? Ти? Сребрене? Не, ти се молам, Сребрене, остави ме. Остави ме, Сребрене, заради детето. Заради Славчо, Сребрене. Ти се молам, остави ме. Да, сега ти вратам, Сребрене. Само знаеш, сега немам адвокатите, како билци, се ми изплука. Не, ти се молам. Малта нещо ти стана, Златане. Златане, седи, не станува. Седи, Златане, ти си много измъчен. Не е едно. Нищо не ми е. Јас само така размислува за Георгина. Како ќе се сретнам со неа, како ќе ја погледнам в очи. Јас, убиецот на нејзиниот маж, убиецот на својот брат. Златане, ти се молам, заборави. Заради детето ти се молам. Тате, ќе се напиеш ли? Многу е студена. Да, ќе се напијам, Славчо, само тури ми го една чаша, ти се молам. Ама, немаме чаша. Така не? Како? Отстовна написе. Немаме чаша? Не се измачува, Златане. А како? Како да не се измачувам, Елено? Да знаеш дека се си имал, а сега немаш една чаша за пиење вода. Се ке мине, стореното се стори, се ке мине. Се ке мине, Елено, но грудката во срцево остана. Какви бедме, какви се направишме, како ли ќе се живее? Јас не се плашам, тате. Ќе работиме со Господа напред, со верба во Него и во себе си, може се да се поправи. Славчо, синко мој, јас наспроти тебе сум најголемиот престапник, но верувај, ако знаеш дека ова денеска се случи, Трпение, сите ќе си помагаме. Кривината ќе го избрише тешкиот спомен на минатото. Ке го избрише, велиш, Елено, а? Ке го избрише, ако така сака Господ, ако така сакаат луѓето. Како пречекам со нив. Како? Да. Гревот свој човек го исплатува со страдание. Јас не се плашам. Ќе работиме и ќе се молиме. Туку, сакаш ли ти да ти донесем јаболка? Јаболкницата наша почна да зреме. Чула да се наберам неколку, а потока, кога ќе узрат сите, ќе ги собереме и ќе ги продадеме на пазар. Оди, Славчо, оди. И поздрави ја одбери. Поздрави, баш. Златане, много е задушливо. Да. Нема воздух. Да. Еднакво. Златане, дојди седни. Нека, Елено, и вака ми е добро. Трудам јас да ти наполнам еден веген да се измиеш нозете. Оди. Така да ти помине побрзо. Оди, Елено. Овде е така се оголено, опустошено. Не можам да гледам.
Не можам да поверувам дека ова е некогашната богата Тимославова куќа. Што се направи од едно мое глупаво постапување. Но Јелена, и таа е крива. Таа можеше... Ајде, Златане, не барај оправдувања дека други е крив. Некогаш во овој дом среќно си живеја, две пилиња, се радува, се веселеа. Јас по моето глупаво. Мојот син, Славчо, убави зборови кажа. Татко, човек својот грев го исплаќа со страдание. Многу умни зборови кажа мојот син. Но, Славчо, ти ќе го продолжиш животот свој. Но и јас... Повторно ти! Зошто? Ти се молам, остави ме! Немој! Гледај како ме гледа со неговите очи! Не! Ти се молам, немој! Тој, Елено, гледај како ме гледа со неговите страшни очи! Славчо, послушај си водена, татко ти. Знаете што се случува кој овој човек? Ова го мислите ми ги още Остави ме! Ти се молам! Татко, не напуштај ме повторно. Славчо, сине, знам дека нема многу да ти се радувам. Умни зборови кажа, синко. Човек својот грев го исплаќа со страта.